Книгата Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име, документи и анализи од тетовскиот историчар и публицист Бранислав Светозаревиќ Покорни беше промовирана синоќа во Тетово. Делото представува научен труд со комбинација на извори и анализи. Ми представува особено задоволство што имам можност денес да мојата најнова книга да ја представам пред моите сограѓани. И оваа книга е посветена на сите знаени и незнаени македонци низ вековите, кои оставиле траги дека се македонци, траги кои денес повторно не подсетуваат што треба да правиме. Книгата опфаќа над 1000 сведоштва од 32 држави во светот, постоечки и непостоечки, и тоа се обидов да има од сите меридијани, значи од Аргентина до Русија и Јапонија и од Австралија до Канада, со што сакав да покажам дека она што се чува во светските архиви всушност е неизбришлива трага за нашето постоење, а мотивот беше токму она што во последниве години сме сведоци, а тоа е нападот, односно идентитетскиот напад, или како да го наречам тоа, напад на врз нашето идентитетско име, и сметав дека оваа книга ќе даде еден придонес и во општата јавноста и во науката. Ова дело е значајно за македонската историографија и представува еден вид платформа за некои суштински прашања во историјата, рече еден од промоторите, професор доктор Наташа Котлар. Делото е значајно со оглед дека представува еден вид сублимат или еден вид платформа за некои суштински прашања во историјата, а тоа е името, конкретно за македонскиот народ, името на државата Македонија и името на народот. И тоа се проучува од страна на авторот и се докажува низ периодите антика, среден век, нов век и современа историја, и тоа значи дека нема конечна историја. Секогаш се истражува и се уточнуваат нештата кои што треба да бидат презентирани и на општата публика, но и на оние кои што се стручни лица. Бидејќи книгата има и објаснување стручни од страна на самиот автор, и исто така тоа е подкрепено со документација која што пак е најважната алатка за историчарот. Промотори на делото беа и професор доктор Митко Панов и професор доктор Теон Джинго, а на промоцијата се обрати и рецензентот Стојко Стојков.